Почитувани граѓани, вчера видовме најгрубо кршење на демократските принципи, кога кандидат за советник од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН е приведен во полициската станица Кочани и му е запленето возилото, телефоните, како и списоци за измена на членови на избирачки одбор предложени од страна на политичка партија ВМРО ДПМН и на тој начин МВР се вклучи во политичката кампања на СДС. Свестете се, ова е невиден скандал. Како прво, приведеното лице се наоѓа на советничката листа на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН и во време на траење на политичка кампања му е невозможено да врши агитација и посета на гласачи од врата на врата. Со користење на институциите на системот, коалицијата предводена од ВМРО ДПМН се става во нееднаква положба и се оневозможува презентирање на програмата на целосно легален и со закон предвиден начин. Како второ, со одземање на списоци за измена на лица, именувани за членови и заменици членови на избирачки одбори од партијата на ВМРО ДПМН, се оневозможува партијата да направи измена на именувани лица, иако тоа е предвидено и дозволено од изборниот закон. Како трето, лицето официјално е информирано дека е постапувано по анонимна пријава. Се сомневаме дека тоа е вистина и се прашуваме како може без никакви докази и по анонимна дојава да се постапува на таков начин. Како четврто, како може да се постапува по пријава за кривично дело кое може да биде сторено само на денот на изборите во време кога се уште трае политичката кампања. Имено, во текот на кампања не може да не постои битие на кривично дело кое може да биде сторено на денот на изборите и сметаме дека тоа многу добро и е познато на институциите на прогонот и затоа сме убедени дека постапувањето е по политичка инструкција со цел одработување во последните денови во кампањата. Прашуваме, дали 6000 денари најдени кај татко и сопруг со поголема сума на пари, и ако е тоа така, дали да очекуваме апсење на пензионери кои можеме да ги видиме пред банките како ги земаат пензиите или апсење на било кој друг која има оваа или слична сума кај себе. Дали СДС во Кочани воведува плаќање со бонови како во златното време на владење на СДС. Прашуваме, како може да се дозволи на сопруг на кандидатка за советничка на листа на СДС да апси политички неистомисленици во Кочани и да биде предводник на незаконско делување на полициската станица во Кочани? Како може да се дозволи ваква партизација на Министерството за внатрешни работи пред очите на целата јавност? Вклучувањето на полициската станица Кочани во политичката кампања на СДС остави мрачна дамка на демократијата во Кочани и во Македонија. За ваква партизација и злоупотреба на институциите ние ќе бараме одговорност. За ова некој мора да одговара, а граѓаните ќе го казнат СДС на престојните локални избори на 15 октомври. Ви благодарам.